Остануваат помалку од 60 часа до стартот на гласањето за локалните избори и малку повеќе од 24 часа до финишот на кампањата за придобивање на гласачите. Со истите трикови децении наназад. Да одбраниме куќата, што ја градиме со децении. Предстојните избори, иако локални, сепак се повеќе од тоа. ВМРО, ДПМН и СДСМ ќе се мерат со резултатот од претходните парламентарни. Додека кај двете најголеми коалиции на албанците, изборите веќе се представени како прашање за обстојување на власта. Што ќе биде победа, а што пораз за секоја од четирите најголеми политички групации во земјава? Е прашањето што го поставуваме во оваа сторија. Не постои анкета во последниве месеци на која ВМРО ДПМН не водеше. Па јасно е дека партијата влегува како фаворит пред изјаснувањето в недела. Практично ВМРО ДПМН ќе се трка со својот резултат од претходните избори за градоначалници, кога освои 42. Ценам дека на овие избори ВМРО ДПМН ќе има поголем број на градоначалници и коалицијата која што предводи ВМРО ДПМН споредено со 2021 година. Нашите анализи се дека нема да бидеме изненадени ако имаме повеќе од 50 градоначалници, но очекуваната бројка е помеѓу 45 и 50 плюс главниот град, градот Скопје. Но во исто време партијата ќе ја споредуваат и со резултатот од 436.407 гласови освоени на парламентарните избори лани. Дали евентуално помал број гласови за ВМРО ДПМН е внедела на советничките листи, символично ќе значи пораз. Поранешниот пратеник Илија Димовски вели не. Секако, бројот на гласови кои што ќе добија ВМРО ДПМН на овие локални избори ќе биде помал од гласовите кои што ги добил на парламентарни избори. Колку ќе биде тоа, може да влијае на начинот на кој што ВМРО ДПМН на републичко ниво треба да ги носи одлуките во идни. Отфрлајќи го евентуалното подфрлање во бројот на гласови споредено со парламентарните избори како репер за успех, Димовски вели дека за победа на ВМРО ДПМН ќе се смета освојување на општини кои важат за бастиони на СДСМ. ВМРО ДПМН ќе води своевидна битка самата со себе, смета Гордан Георгиев, председател на невладиниот форум за разумни политики, а поранешен подпредседател на СДСМ и пратеник. Токму затоа вели тој, пораките кои владеачката партија ги испраќа во кампањата се наменети претежно за мобилизација на своето членство. Пораз за ВМРО ДПМН, според него, би бил евентуален значителен пад на поддршката од претходните циклуси. Хипотетички се бројкиве 100-150 илјади, ние ќе ги видиме тие веќе во недела и после вториот круг. 150 илјади е голем пад и тешко се објаснува. И пред своето членство и пред пошироката јавност. Се објаснува тешко, зашто, како што кажавте вие, близко беа парламентарните избори. Големите партии кои ќе имаат големи победи, не само во Македонија, туку и било каде во демократските земји, често се жртви на собствените преголеми очекувања или очекувањата што ги даваат кон јавност или кон народот. Дека тоа се вистинските луѓе. Прашан колку градоначалнички места очекуваат, лидерот на СДСМ Венко Филипче не даде конкретен одговор во неодамнешното интервју за 360 степени. Колку гласови очекувате на советничките листи? Ние ќе се бориме за да ги повратиме гласовите во времињата кога била огромна поддршката на СДСМ со наши автентични политики, со искрен пристап, со отворен и инклузивен контакт со граѓаните, така да јас верувам дека тие политики тие ќе ги препознаат. СДСМ на овие избори влегува од подредена позиција, вели Димовски. За разлика од ВМРО ДПМН, за кои кажа дека нема да биде важно дали ќе изгуба дел од гласовите кои ги добиле на парламентарните, за социјалдемократите вели дека мора барем да го повторат резултатот од 154.447 гласа во 2024 година. Доколку ги потврди гласовите од парламентарните избори, има простор да размислуваме дека на некој среден или подолг рок ќе се ревитализира. Доколку изгуби дополнителни 15-20% од гласовите, тоа мислам дека
неповратно е point of no return ке имаме во случајот со СДС. Надфрлање или потфрлање во однос на резултатот од 155.000 гласови од парламентарните избори е границата што ќе значи победа или пораз за СДСМ и според Гордан Георгиев. Знаете, кога сте многу долу, кога сте многу паднати во смисла на гласови и енергија, а сте од друга страна има одредено разочарување од владеачката структура, може да се очекува некакви скриени гласови кои што можеби не се гледаат на анкетите. Верувам дека за СДСМ или еве конкретно да кажам за раководството на СДСМ, еден глас повеќе ќе биде доволен да кажат дека еве партијата консолидирана, одиме напред. Како тоа ќе перцепира јавноста, како ќе перцепира членството, не може да предвидам во овој момент. Додека ВМРО, ДПМН и СДСМ на овие избори ќе се мерат пред се со своите претходни резултати, отколку во директна пресметка. Сосема поинаква е битката меѓу коалицијата ВЛЕН и Националната алијанса за интеграција предводена од ДУИ. На ланските парламентарни избори ВЛЕН освои 106.937 гласа. Коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, освои 137.690. Во меѓувреме, ВЛЕН остана без делот од Алијансата за албанците на Арбен Таравари, кој сега е дел од коалицијата на ДУИ. Јас зборувам од тие резултати. Кога во 360 степени беше прашан колку градоначалници очекуваат да освојат, подпредседателот на ДУИ Арбер Адеми одговори: во сите во кои имаат кандидат. Видете вака, секого што ќе го прашате сега додека трае изборната кампања, ќе се прогласи за победник. Но 19 октомври е блиску. Јавното мислење е јасно, анкетите се јасни. Ќе видите, ќе се потврди тоа што ние го велиме. За ДУИ изборите се и референдум на албанците за сегашната власт. Така што за победа ќе го сметаат и резултатот кој ќе покаже повеќе гласови на советничките листи. За ВЛЕН пак, битен ќе биде и бројот на градоначалниците. Секако сметаат дека тие остануваат легитимни представници на албанците во власта. Прво, мислам дека најбитен фактор е бројот на градоначалници. Меѓутоа, секако дека многу битен фактор е и листата на советници, односно гласовите на листата. Имајќи ги предвид сите овие факти, мислам дека како коалиција ВЛЕН, ние во најмала мера ќе го повториме резултатот од претходните избори. Според Гордан Георгиев, мерењето на поразот и победата кај ДУИ и кај ВЛЕН ќе бидат многу посложена операција. Мене ме чуди што самите албански партии ВЛЕН и ДУИ го издигнаа чај на премногу високо ниво, да се биде или да не се биде. Но се согласувам дека доколку ВЛЕН победи во чај, тоест Изет Беџити конкретно победи во чај, ќе може да прогласи победа и да претендира на лидерство во самата коалиција ВЛЕН. И обратно. Доколку ДУИ изгуби во чај, Тетово, евентуално што некоја друга општина, а има некакви свинг општини кои што може да се превртат, доколку изгубат, тоа ќе се постави на вистина прашањето околу легитимитетот и на Али Ахмет и на целото раководство на ДУИ и веројатно ќе биде тригер за посериозни промени. Ќе биде комплицирано доколку резултатот е оди во зборам за маргина на гласови 20.000 плюс минус. Ако е таков резултатот, тогаш ќе имаме нејасна ситуација. Албанските партии ќе почнат да бројат или гласови, или советници, или број на градоначалници. Тоа е тешко мерливо. И според Илија Димовски, победата во албанскиот блок ќе се мери по повеќе параметри, но не очекува голема разлика меѓу главните опоненти. За ВЛЕН партија од која што партија, политичка групација, како да ја наречам, која што пред 4-5 месеци беше во исклучителна кризна ситуација со напуштање на Таравари и ударите од град Скопје спрема тенденциозно. Ако успее да ги добие градските средини како Чаир, Тетово, Струга, Дебар, по некоја од помалите општини, можеби Сарај, можеби Арачиново, не знам, Желино и така натака, тоа ќе е победа. Зборам од аспект доколку ги добие дури само градоначалниците во тие општини. Доколку ВЛЕН има разлика во минус од 10-15 гласа со ДУИ и двете алијанси на куп, исто така е победа. Вајс верса за ДУИ. Значи, доколку ДУИ успее да земе Тетово или Чаир, онаму каде што досега ВЛЕН владе, тоа би било победа
за нив. Иако јас не го очекувам. Доколку Дуи со двете алијанси успее да направи 2:1 резултат кој што не го очекувам искрено, исто ќе е победа за Дуи. За проверка нема да чекаме долго.